Ете така, со оглед на временската прогноза, јас решив да изведам новогодишната декорација, бидејќи падна снег во Скопје, Славче најави на планините, Скопје стана планински град преку ноќ. Ќе држиме оваа новогодишна декорација, иако следуваат великденски и бајрамски празници, сепак може би е ред да го прославиме овој снег со малку навраќање на она што значи славење на Нова година. Мојот нареден гостин во рубриката за спорт е Дејан Митров. Дејан, добро утро. Добро утро. Дејан Митров е инаку најтроферниот македонски борач и тоа стана пред 3-4 дена, може би повеќе што е право, затоа што ја освои 14-та титула државен првак во својата категорија. Категоријата е до 80 кг, Дејан? Да, така, моменталната категорија во која настапуваме е 84 кг, меѓутоа, моите почетоци беа во многу помали категории, почнувајќи од 60 кг, бидејќи, пошто од мала возраст, почнав да настапувам и во сениори, каде што најмалата категорија беше 60 кг, како минуваше времето, категоријата ја сменив и за да стигнам до 84 кг денес со последната титула во категорија до 84 кг. Дејан, нема шанси со мене, ти си во многу пониска категорија, јас сум во некоја супер тешка, предпоставам ќе треба многу од ова маслово на витаминка да мачкаме за да можеш да ме собориш на земја, но шега на страна, ти си сега најтрофениот македонски борач на сите времиња, а прогнозите се дека и во наредните 10 години тешко дека некој ќе ти се приближи, бидејќи досега рекордот го држеше твојот постар колега Чедо Николовски со 13 титули. Како гледаш на оваа ситуација во која што си, да кажем, во историска смисла со освоени светски првенства, со освоени европски првенства зад тебе, како се чувствуваш како спортист со така бројни признанија, да кажем? Да бидам искрен, до пред минатата година не бев ни свесен дека толку голем период сум бил државен првак на Република Македонија, меѓутоа статистиката извадена од Федерација на боречки спортови ме изненади и секретарот ми велеше дека има шанси дека уште да се надпреварам. Секако, ако ме служи здравието, планирам и понатаму да се надпреварува и да се биде носител на, да кажем, ваков рекорд, со оглед на тоа дека Македонија располага со врвни борачи, збориме спортисти кои освојувале медали на европски, на светски првенства, како и носител на златен појас, на златен медал од Олимписките игри, а тоа е легендата на македонското борење Шабан Трстена. Значи да се биде најдобар меѓу сите овие во државни првенства, за мене значи голема чест и за влакно е пропушти олимписката норма. Јас ако не се лажам, ти си негдека на 34 годишна возраст, 34-35? 33 години сум моментално. 33, се извинувам, да, утав една година. Има ли шанса за олимписки игри уште? Мислам, бидејќи во борењето овие години не се години за излез од спортот. Да, точно. Во борењето нема одредена фиксна граница возрастна. Едноставно, секој борач се такмичи след додека се чувствува способен за тоа, така да нема како некои одредени спортови дека возрастната граница може да биде крај на кариера. Имало случаи на многу познати светски борачи кои најголемите достигнувања во своите кариери ги постигнат дури на залесна кариера на 38, 39 па и 40 години го достигнале својот врв. Ајде да се вратиме 20 на години порано. Потекнуваш од Источна Македонија, кај што пеливанството е прилично развиен, да кажем, народен спорт. Имало тоа влијание во развојот на твојата љубов кон борењето или просто по други патеки си одел? Не, моите почетоци во борењето беа сосема случајни. Се организираше школско првенство во основно училиште Гоце Делчев, каде што бев ученик, и спонтано, како на шала сето тоа беше со другарите, да се пријавиме да учествуваме. Се пријавивме, јас успеав да го освојам првото место и моите тренери Трајче Китанов и Трајче Димков го догледаа мојот талент и едноставно ми дадоа налог да почнам со борење, бидејќи ми рекоа дека сум ги имал сите предиспозиции и сум имал голем талент. Така и испадна, благодарение на нив почнав да се занимавам со борење,
А што се однесува до пеливанското борење, да, сум активен и на тој план, учествувам и на пеливански надпревари, меѓутоа тоа е сосема различно и тоа даваме приоритет на борењето во слободен стил, кога имаме некој слободен простор надвор од меѓународни надпревари, може да се учествува и на такви пеливански надпревари. Дали си имал прилика да се слушнеш, да се видиш со Чедо Николовски, кој што рекордот до сега, до твојев нов рекорд, го држеше од времето уште на Југославија. Сте имали прилика да се видите со Николовски, да поразговарате за времето? Имаме прекрасна комуникација и сме се видели, се разговарале и сето тоа морам да го пофалам, тој спортски ме поздравуваше, ми го честиташе успехот, дури ми велеше дека можам уште повеќе, сакам да кажам дека тој спортски дух и комуникацијата имаме, дури и тој ме мотивираше да продолжам и понатаму да се борам. Тоа е одлично. Настапуваш за Балканец клубот. Што правите минатава година? Борењето е контакт спорт интензивен, коронава ве спречи во тренинзи, настапи и така натаму, или имате методи со кои што сепак успевате да го одржите спортот во живот дури и за време на корона? Генерално, ситуацијата со COVID-19 направи многу отстапување од редовниот календар на превари во Светската боречка федерација, така и ние бевме принудени, јас лично индивидуално тренирав на отворен простор каде што ја одржував мојата форма, но сега ова година направивме државно првенство каде што настапивме после пауза од скоро година дена, но со новите рестрикции се надевам дека ќе заврши целата ситуација што побрзо и да се вратиме во овој надпреварувачки дух како што знаеме и да се надпреваруваме пред полни сали. Ќе се вакцинираш ли, Дејане? Каков ти е планот? Па, со оглед на тоа дека сме условени за надпревари, мора да приложиме, зборувам за меѓународни надпревари, мора да се приложи негативен PCR тест или вакцина, па да, јас би се вакцинирал. За крај да прашам, борењето е традиционален спорт во Македонија, тука имаме некои од најголемите успеси спортски во историјата на државата. Како е? Борењето е најтрофејниот спорт до Македонија до ден денес. Така е, сигурен сум, ама кога ќе тепаме Германија во фудбал, борењето паѓа во сенка. Така. Ипак фудбалот е најважната споредна работа на светот и победата над Германија е еднаква за мене на европски шампиони. Само да прашам уште, каква е перспективата на спортот, бидејќи си ти сега веќе си во сениорска една поодмината возраст и така, како гледаш на твоите помлади колеги, има ли борењето и понатаму светла перспектива каква што е историјата во изминатите неколку децении? За жал, мојата констатација е следна, не е на тоа што ниво што јас очекував да биде, меѓутоа имаме тука и многу добри млади таленти, морам да го издвојам Бесир Алили, кој е европски шампион за кадети од пред 2 години и сето тај успех ми дава лично на мене надеж дека и другите негови другари од клуб, од репрезентација ќе мечтаат кон неговиот успех. Дури тој самиот да го надмине, да го повтори на светско ниво. Но генерално треба многу работа. Многу работа. Ако сакаме да постигнеме успех, зборувам за меѓународен медал од европски првенства и светски првенства. Дејане, што си по професија, извини, јас бидејќи не сме имале прилика да се видиме, дали си професионален борач или ова е сепак некаква, да кажам, професионално во слободно време? Јас да ви кажам, по образование сум магистар на безбедност, инаку вработен во јавното предпријатие ИСР Штип, а јас би рекол не сум професионалец со оглед на моите противници кои се професионалци за кои се грижи цел тим медицински, тренерски штаб, комплет. Ние успоредба со нашите противници сепак за жал би констатирал дека сме аматери со оглед на условите, на тимот со кој работат нашите противници, сепак ние сме неколку нивоа под нашите противници. Се борите со реалноста во Македонија повеќе од колку да. Точно така. Меѓутоа желбата е голема и ги пребродуваме сите овие
аномалии. Баш ми беше драго Дејан Митров, кој што е инаку сениорски државен првак и човек со најмногу трофеи државни во Македонија во спортот борење во категорија до 80 и нешто килограми. Благодарам многу Дејан за овој убав разговор утринава и пожелувам уште барем 10 титули и некоја олимписка медала ако може. Ви благодарам на поканата и се надевам дека во иднина пак ќе ви израдувам со некој голем успех. Да се надеваме, се слушаме секако и тогаш.